Дали клучот е одземен од домот на Панчевски или не? Апсолутно не е одземен од домот на Панчевски клучот. Да појаснам, ние во моментот кога имавме наредба од суд да влеземе и да вршиме претрес во станот на Панчевски, воопшто немаше потреба да земаме без потреба некои ствари. Ние можевме се што се однесува на наредбата за претрес да земеме и тоа со записник за претрес. Тоа и го направивме, а тоа што председател снимал нешто што својот стан, тоа веќе треба да биде предмет на друга психијатриска обсервација. Токму во делот на снимањето беа ли известени истражителите на СИО дека ќе бидат снимени страна на... Не, апсолутно не беа известени, а од наша страна цело време од Крим полиција од МВР беше снимен целиот претрес. И во судот беше снимено, и во станот на Панчевски, и во другите места каде што вршевме претрес. Поради тие действија, бидејќи сепак станува збор за предистражна постапка, а Панчевски веќе таа снимка ја сподели со медиумите кои подоцна беше објавен. Дали ќе барате некоја одговорност? Мислам дека многу пати во такви ситуации кога не напаѓале сме мислеле дека е поважно да ја вршиме нашата работа и да ги оставиме таквите маргинални работи сами по себе да се средат, бидејќи прво и основно е тоа што ние во неговиот дом се знае зошто влеговме, се знае зошто отидовме и во судот, за да видиме дали тој злоупотребува својата службена положба и овластување, односно дали оддава државна службена тајна. Тоа е важното прашање, а другото не е воопшто важно. Дали е одземен клучот сепак? Да. Не е одземен клучот, апсолутно не е одземен клучот. Можеби ви изгледа на камерата како да го одзема, но тоа не е така и тоа мислам дека во еден момент ќе биде објаснето и самата еуфорија што се навлече во јавноста во врска со претресот, ние сакавме колку што можеме да бидеме професионални и тајни во тој дел на предистражната постапка и самото наметнување од страна на Панчевски како работи СЕО, мислам дека ја доведува неговата загриженост или незадоволство од тоа дека ние професионално се ја вршиме нашата работа. Има ли нови моменти во истрагата сепак за Панчевски? Како што реков, дека во овој момент се изврши попис на сите предмети што се одземени, ќе се почне со анализа, но сепак мора да знаете дека тоа што се случува во овакви ситуации има и друга позадина, значи сето тоа треба професионална од страна на полицијата, на адекватни стручни лица од полицијата да се средат тие податоци, па потоа да се премине во друга фаза. Обвинителка, значи во тек на оваа предизборна кампања нели излегува и информации дека ќе се пуштат обвинетите од случајот Монстром. Што конкретно ќе се случи со тој предмет и Видовме дека има пресврт, дали постојат и Јас прв пат слушам дека некој ќе се пушти од притвор, тоа прво не е наша работа, ниту во нашиот интерес. Ние го анализираме предметот Монструм уште од првиот ден. Вие мора да знаете, мислам и јавноста е во секој момент запознаена дека ние целокупно анализираме сите прослушкувани разговори што се кај нас. Парцијално не можеме да кажеме што и како е во одредени случаи, посебно за случајот Монструм кој јавноста будно го следи. Постојат ли снимки? Дали воопшто постојат снимки? Дали се побарани од страна на другото обвинителство, бидејќи така најави обвинителката пред неколку дена? Не се побарани од нас снимки. Само рече дека треба да бидат доставени од страна наша снимките до судот или да го преземеме случајот. Сега што одлучи да јавното обвинителство на Република Македонија, односно заменик јавниот обвинител, го слушнавме сите, дека тој бара да се врати предметот во првостепена постапка за да се средат некои суштествени повреди што се направено во постапката. Сето тоа можеби и ние сме го увиделе во оваа фаза на разгледување на предметот, но би сакала да знаете дека без разлика колку и да прешувате, додека не биде специјалното јавно обвинителство како тим заедно со мене
сигурен во тоа како ќе постапува, дотогаш овој предмет ќе биде во предистрага кај нас. Зоран Заев најави дека ќе го продадат Мерцедесот кој што го има во една од вашите постапки. Да. Дали одземен овој како доказ? Дали ваш доказ и дали може да се оттуѓува од страна на државата? Тој предмет не е одземен од наша страна, бидејќи тој е во сопственост на Република Македонија, а тоа дали премиерот Зоран Заев ќе направи некоја постапка да го оттуги или да го замени тој предмет со други предмети кои се потребни во Република Македонија, сепак не е наша работа. Сепак е ваш доказ во предмет. Ние доказ е во предметот, ама други докази се писмените докази кои се како е направена јавната набавка за тој предмет. Тука се доказите, а самиот предмет како Мерцедес знаете дека по законот се одземаат таквите предмети доколку се утврди дека се предмет на кривично дело. Во овој случај и да го одземеме ние како обвинителство, треба повторно да го вратиме во сопственост на државата. Значи тој е веќе во сопственост на државата. Виделте во делото на Панчевски колку време екс-председателот на Кривичниот суд му вида во тајните кога се бива? Тоа се уште не за Иванов, ништо не кажав јас и се оградувам од тоа прашање. За денешниот настан, ваше мислење околу ДКС, дали ја врши професионална работата и каква е соработката со ДКС до сега? Ние имаме добра соработка, значи во смисла на тоа што податоците кои сме ги побарали сме ги добили. Во однос на самата работа на Државната комисија за спречување на корупција, сметаме дека треба професионалниот и личниот интегритет секој да бидат на ниво за да може една институција да функционира. Затоа што секој кој зима плата од Република Македонија не е одговорен пред граѓаните на Република Македонија, а не пред политичките партии и не пред притисоците кои ги трпи во својата работа, бидејќи сите на одреден начин трпиме притисоци, а и треба да знаеме како да се справуваме со тоа со самиот момент кога ќе станеме функционери во Република Македонија.